Човечкото тело е комплексна машина со бројни механизми кои природата добро ги сложила во наша корис. Сте помислиле ли некогаш дека многу работи кои нашето тело секојдневно ги прави, всушност служат како одбранен механизам? Еве основа вообичаени работи кои што нашето тело ги прави, а кои всушност служат како одбранбени механизми и не штетат. Прозевање. Главната цел на прозевањето е разгладување на мозокот откако тој се прегреал или премногу се напрегнувал. Кивање. Обично кивнуваме кога нашите дишни патишта ќе се наполнат со премногу алергни микроби, прашање или со други надразнувачки честички. Со кивањето телото се ослободува од тој отпадок. Утроинско истегнување. Наутро инстинктивно се протегнуваме за да го подготвиме телото за физичките напори што не чекаат во текот на денот. Истовремено протегнувањето ги разбудува мускулите, го покренува крвотокот и го подобрува нашето расположение. Икање. Кога јадеме брзо, голтаме големи парчиња храна или едноставно се прејадуваме, тоа сето може да го иритира пневмогастичниот нерв кој е блиско поврзан со желудникот и диафрагмата. Последицата е напад на икање. Забрчкана кожа. Наборите кои настануваат на кожата на дланката кога таа е изложена на вода или влага имаат важна улога. Имено кога кожата ќе дојде во допир со поголема количина на влага, тоа и сигнализира дека околината може да биде лизгава. Кожата на рацете веднаш почнува да се менува на начин за да ви биде полесно да се придружите кон мокрите површини. Губиток на памтењето. Губитокот на памтењето често го предизвикуваат најнепријатните животни искуства. Човечкиот мозок буквално ги бриша најстрашните моменти од нашата меморија. Трнење или вкочанетост. Примерната функција на трнењето е телото да изгуби помалку топлина која испарува низ порите, при што тогаш не е полесно да се загрееме во негостољубиви климатски услови. Солзи. Освен што ја штитат мембраната на окото кога таа ќе дојде во контакт со тук објект, солзите ни служат како и оружје за емоционална одбрана. Научниците веруваат дека во стресни ситуации телото создава нов моќен извор на иритација. Солзите, со кој на личноста ќе ги тргнат мислите од болката што ја чувствува во тој момент.